Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на пресконференцијата на председателот на владата на Република Македонија, Зоран Заев и амбасадорот на Европската унија во нашата земја Самуел Жбогар. Тема на оваа пресконференција е стратегијата за проширување на Европската унија на Западен Балкан, представена денеска во Страсбург. Прв говорник е амбасадорот на Европската унија Самуел Жбогар. Амбасадоре, повелете. Good afternoon, Mr. Prime Minister. Добар ден, господин премиер. Со задоволство можев да присуствам денеска на седницата на владата да ја презентирам стратегијата на Европската унија за Западниот Балкан, стратегија која што беше усвоена ова утро во Страсбург, како што беше изложено од Европската комисија. Стратегијата многу јасно зборува за иднината на Западниот Балкан, за која што не постои никаква дилема и која што лежи внатре во Европската унија. Постојат јасни пораки кои што доаѓаат од оваа стратегија. Едната е ориентирана потекнува од Европската унија и другата се однесува на Западниот Балкан и земите од Западниот Балкан. За Европската унија стратегијата јасно зборува зошто е во интерес на Европската унија да го има Западниот Балкан во свое членство, и тоа е една инвестиција која што зборува за иднината на Европската унија, зборува за вмрежувањето во Западниот Балкан и во Европската унија, значајните инвестиции во Западниот Балкан, 43 милиони евра, која што е трговска размена меѓу ЕУ и земите од Западниот Балкан. Европската унија е најголемиот донатор на средства во регионот. Од друга страна, зборувајќи за Западниот Балкан, мислам дека таа јасно зборува дека Западниот Балкан, онаков каков што е денес, не е се уште спремен за членство во Европската унија. Предстојат уште многу чекори и реформи кои што треба да се спроведат во регионот, но под услов лидерите во регионот да преземат итни дејства, постои можност до 2025 година некои од нив да станат членки на Европската унија. Денеска зборував не само за стратегијата, туку и да посочам да ја истакнам поддршката на Европската унија и незините заложби кон овие земји, ова да се случи до 2025 година. Комисијата представи 6 главни иницијативи. Едната зборува за владењето на правото, за социоекономскиот развој, поврзувањето во регионот, исто така со билатералните прашања и помирувањето, како и со безбедноста и миграциите. Ја заборавив дигиталната агенда. Овие 6 главни иницијативи, клучни иницијативи, секоја една од нив се состои од неколку помали иницијативи кои што ќе ги поддржиме или ќе ги започнеме. И дојдов во владата за исто така да зборувам и да ги поттикнам министрите да ги разгледаат многу внимателно, затоа што преку нив тие ќе можат да дадат дополнителна поддршка и финансирање за проектите кои што ги спроведуваат во областа. Постои голема поддршка за образованието, затоа што младите се иднината и младите се идните граѓани на Европската унија, затоа ќе ги удвоиме нашите финансиски средства за проектот Еразмус и воопшто обезбедуваме дополнителни фондови, дополнителни средства за обука на наставници, за подобро образование во училиштата и знаејќи колку е ниско нивото во оваа земја, мислам дека ова може да помогне во подобрувањето на образовниот систем. Значи, ви благодарам за оваа можност, господине премиер, да зборувам со вашите колеги, со министрите. Со нетрпение ги очекувам следните месеци, кога ќе почнеме да ја спроведуваме стратегијата и да работиме на овие 6 главни иницијативи. Амбасадор Жбогар, председател Заев, повелете. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани амбасадоре, почитувани членови на владата овде присутни. Денеска е важен ден за Република Македонија, за сите нејзини граѓани.
Денеска од Брисел, од седиштето на Европската Унија, ни пристигна исклучително значајна и добра вест. Во објавената стратегија за Западен Балкан и за проширувањето на Европската Унија се истакнува дека Република Македонија направи значителен напредок на својот европски пат. Од тие причини, Европската комисија изразува подготвеност да даде препорака за почеток на преговорите за членство врз основа на исполнети услови. Согласно оваа стратегија, Република Македонија се движи по вистинскиот пат. Уште едно, дополнително признание од особено значење за граѓаните на Македонија е и ставот на Европската Унија, изразен во стратегијата, дека секоја држава може да напредува и да влезе во групата на предводнички на овој пат согласно нивниот реален напредок. Овој дополнителен поттик представува голема надеж за Република Македонија. Ова е мотив повеќе да работиме и да ја стигнеме групата на држави кои веќе преговараат, тоа се Србија и Црна Гора, и за кои постои детален временски план. За нас, за граѓаните на Република Македонија, ова представува потврда за успешноста на досегашните наши напори во сите реформски области кои ги започнавме. Во оваа прилика, кога ја соопштуваме оваа исклучително добра вест, сакам да нагласам дека овој успех е заеднички успех на целата држава, на сите институции, на сите политички партии, на сите заедници и на сите граѓани на Македонија. Истовремено ова е поттик и охрабрување за одвојување на напорите, за дополнителни резултати во сите клучни области офатени со стратегијата. Со поттикот и охрабрувањето што доаѓаат со оваа значајна одлука на Европската комисија, уште еднаш ги повикувам и пратениците во собранието од сите политички партии, председателот на Република Македонија, опозицијата и сите институции на системот, максимално да се вложиме и активно да учествуваме во процесот на реформите. Ова е вистинска причина да продолжиме по патот по кој тргнавме како држава, со заеднички напори на сите сегменти од единственото и заедничко општество. Придобивките ќе бидат за целата држава, за секој граѓанин. Почитувани граѓани, текстот на стратегијата утврдува дека дефинитивни и обврзувачки решенија на сите билатерални спорови мора да бидат изнајдени и имплементирани пред државата да пристапи кон Европската Унија. Владата на Република Македонија и досега, а и понатаму, останува длабоко и искрено посветена да го даде својот придонес во мерките на градење доверба и за улеснување на процесот за решавање на проблемот што го има Република Грција со уставното име на нашата држава. Последните месеци се направени сериозни исчекори за достоинствено решение на ова прашање. Почитувани, стратегијата е одлична вест и вбризгува оптимизам кај сите држави од Западен Балкан, а за Македонија несомнено го отвара патот за членство во Европската Унија. Текстот на стратегијата ја повторува јасно и недвосмислено едината на државата од овој регион, на сите држави од овој регион, како држави членки на Европската Унија. Државите од Западен Балкан ќе треба да действуваат одлучно. Пристапувањето кон Европската Унија беше и се уште е процес заснован на покажани резултати, целосно зависен од објективниот напредок на секоја држава. Со оваа стратегија, Европската Унија и нејзините институции подаваат рака кон нас, државите од Западен Балкан. Оваа подадена рака има и конкретни придобивки за граѓаните и за бизнис заедницата. Се одвојуваат фондовите за Еразмус плюс, за патување, студирање и размена на искуства на младите од Западен Балкан и Европската Унија. Се зголемува културната соработка, се отвараат нови фондови за започнување бизниси, отпочнува процесот на создавање на енергетската унија меѓу Европската Унија и Западен Балкан, се зголемува бројот на проекти на патната и железничката инфраструктура, следува етапно покачување на предпристапната помош преку ИПА фондовите и значајно се зголемуваат фондовите на инвестицијската рамка за Западен Балкан, со кој треба да се зголемат приватните инвестиции во регионот. Овде секако е и дигиталната агенда.
Добра вест од Брисел денеска ни пристигна и со пораката што ние во Република Македонија од срце ја споделуваме, приклучувањето кон Европската Унија е генерацијски и национален избор, базиран на фундаментални вредности кои секоја земја мора активно да ги прифати. Република Македонија денес доби признание за напредокот во својот стратешки избор. Благодарам. Поштовани колеги, времето ни е кратко, имаме простор за две прашања. Тамара. Микрофонот, Адриан. Прашање до амбасадорот Жбугар и до премиерот Заев. Премиере, дали сте се уште оптимист после пораките кои стигаат од Грција изминативе денови дека до јуни може да се затвори прашањето и да го фатиме возот за Европска унија? А до амбасадорот Жбугар, дали Европската унија разгледува било каква опција Македонија да добие препорака за да ги отпочне, мислам, Советот да прифати Македонија да отпочне разговори, па да се решава прашањето да се затвори со Грција до незиното конечно пристапување во Европската унија? Благодарам. Јас внимателно ги следам настаните во Грција, реакциите дома, секако сум еден од најупатените. Меѓусебно се информираме со институциите, председателот на државата, собранието и другите институции, но и помеѓу власти и опозицијата. Јас сум оптимист. Решение може да се најде, многу изгледа тешко, нема да биде лесно, но впрочем ни не очекувавме да биде лесно, ни па да биде нешто посебно кое што успат така ќе го поминем. Посветени сме голем дел од владата, секако прво јас, па министерот за надворешни работи и другите министри кои што се овде во владата. Јас верувам дека ако водиме грижа за другата страна, за нашиот јужен сосед, и тие водат грижа за нас, при тоа почитувајќи се, додржувајќи го достоинството и идентитетот, се важни работи секако. Јас сум убеден дека може да се изнајде решение и за овој горлив, би кажал, 2,5 деценијски проблем кој што постои. Prime Minister mentioned that the strategy. Премиерот спомна дека стратегијата многу позитивно зборува за напредокот кој што земјата го постигна во последните месеци и дека комисијата е подготвена да изработи препорака за отпочнување пристапни преговори. Ќе се навратам една реченица наназад за Европската унија. Добрососедските односи се значајна вредност и ова е нагласено во стратегијата за регионот во многу точки. Во стратегијата дури и кажуваме дека пред секоја земја да може да стане членка на Европската унија, ќе мора да ги реши сите билатерални прашања, како и сите отворени гранични прашања. Ова е општо правило за сите земји во регионот, затоа охрабрени сме од чекорите кои што владата ги прави. Тоа е како договорот со Бугарија, тоа е нешто што заслужува пофалби и ние го пофаливме веќе, се разбира, и сега веќе напорите кои што се преземаат за решавање на отвореното прашање со Грција во последните неколку месеци се градеше една подобра, попозитивна атмосфера. Се одржа и првите состаноци меѓу председателите на владите на двете земји. Со интерес го следиме овој процес и се надеваме дека двете земји ќе бидат во можност да најдат решение кое ќе го отвори патот кон Европската унија, но во прв поглед ќе го смени односот кој што земјите во овој дел од светот го имаат меѓу себе. Затоа да се фокусираме уште еднаш со едни големи позитивни очекувања за двете земји. Мислиме дека двете земји треба и се посветени на тоа да бидат сериозно посветени да најдат решение. И потоа се ќе биде отворено како пат.
Анеса Салихо, Алсатем телевизија. Значи, и мојата прашање, господине Заев, е слично, но малку по-конкретно. Денеска шефот на грчката дипломатија, Никос Коција, за еден интервју, значи, рече дека во Давос премиерите беа договорени за една спогодба која ќе го подготвува грчката страна. И исто така Коцијас бараше од нашата влада јасно да кажува и да зборува јавно, значи, која придавка пред името би било прифатливо од нашата страна. Кој е вашиот коментар? Значи, што е прифатливо за нас и дали е време веќе да се зборува околу овие прашања конкретно? Еве вака, јас сакам нашите граѓани да знаат, сакам граѓаните од соседна Грција да знаат деталите, но најповеќе сакам навистина да успееме во преговорачкиот процес и затоа секогаш дозата на внимателност за да му дадеме шанса на успехот во преговорачкиот процес ја задржувам, но при тоа ќе кажам, ние сме подготвени за географска одредница. И до тука ќе застанам, заради тоа што суштествено е прашањето и треба да дадеме шанса низ преговорите да поминеме во изнаоѓање на решение. Истовремено одлучивме заедно, и тоа го потврдуваме, секоја можна идеја која што ќе доведе до решението, дали е драфт верзија на меѓународен договор, кој што ќе ја фиксира она што е поприлично решено, а според мене, не знам, символите МК, МКД и слични работи, а другото би била основа да се продолжи процесот секако под лидерство на Обединетите нации преку господинот Нимец, користејќи ги сите билатерални средби, без разлика дали е тоа помеѓу мене и премиерот Ципрас, помеѓу министерот Димитров и министерот Коцијас, се што може да помогне кон изнаоѓање на решение, треба да го искористиме. Така да ние јавно ги коментираме сите настани, јавно сме позиционирани, дискутираме и внатрешно помеѓу институциите и помеѓу политичките партии, но истовремено сме фокусирани на суштествени чекори кои што ќе доведат конечно до решавање на овој чувствителен проблем. Јас се надевам во интерес на двете земји кои што се вклучени во преговорачкиот процес. Колеги, ви благодарам. Службата за односи со јавност ви останува на располагање за дополнителни прашања. Добро, јас само ќе дозволите да објавам, заради тоа што беше денеска на владина седница донесена одлуката, а е во функција на двете прашања. Денеска владата започнатата процедура од минатата седница ја заврши и ја донесе одлуката автопатот кој што не поврзува од северната граница до јужната граница, да го именува како автопат пријателство, а донесовме одлука за меѓународниот аеродром. Името на меѓународниот аеродром ќе е Меѓународен аеродром Скопје. Сакав тоа да го споделам во вашето присуство и секако уште еднаш потврдувам исчекор кон градење пријателство со соседите, заради тоа што интерес е на Република Македонија да гради пријателство, интерес е на Република Македонија да го реши овој суштествен проблем, но сум убеден после средбата со премиерот Ципрас дека интереси на граѓаните на Грција да наоѓаат решенија за суштествени проблеми, како што и овој проблем. Ние изградивме лично пријателство помеѓу нас двајцата, јас верувам дека тоа ќе го преточиме преку решение на овој проблем во севкупно комплетно пријателство помеѓу народите на двете земји. Благодарам.